Добродојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. Светското првенство и вчера донесе големи возбудувања и историски моменти на терените ширум Северна Америка. Меси испиша нова страница во фудбалската историја. Франција и Норвешка обезбедија пласман понатаму, а Алжир стигна до важна победа преку пресврт. Лионел Меси испиша нова страница во историјата на светскиот фудбал. Капитенот на Аргентина стана најдобар стрелец во историјата на светските првенства. Откако со 2 гола ја предводеше својата репрезентација до победа од 2-0 над Австрија во второто коло од групата Ја. Иако во раната фаза од надпреврат не реализираше пенал, Меси во 39-та минута го отвори резултатот со прецизен удар по одлична акција на Аргентина и го собори рекордот на Мирослав Клосе од 16 мундијалски погодоци. Во самиот финиш, 8-кратниот освојувач на златната топка уште еднаш ја затресе мрежата и го постави конечниот резултат. Австрија имаше неколку можности да се врати во игра, но аргентинскиот голман Емилијано Мартинес беше сигурен меѓу стативите. Селекторот Лионел Скалони во текот на надпреварот остана без повредениот Кристијан Ромеро, но тоа не ја наруши играта на актуелниот светски шампион. Со оваа победа Аргентина стигна до 6 бодови и веќе обезбеди пласман во следната фаза како лидер во групата. Во последното коло, галчосите ќе играт против Јордан, додека Австрија ќе ги одмери силите со Алжир. Франција забележи втората победа на светското првенство и со максимални 6 бодови обезбеди пласман во нокаут фаза. Триколорите во надпревратот второто коло во групата и убедливо го совлада Ирак со 3-0. Средбата во Филаделфија беше прекината повеќе од 2 часа поради силно невреме, но тоа не наруши доминацијата на избраниците на Дидие Дешамп. Французите победа во 14-та минута преку Килијан Ембапе, кој со прецизен удар го круни за својот 100 настав во националниот дрес. По долгиот прекин, Ирак сам си ги отежна работите. Голманот Базил направи голема грешка по враќање на топката од својот соиграч, а Осман Дебеле му асистираше на Ембапе за неговиот втор погодок на надпреврат и водство од 2-0. Конечните 3-0 ги постави токму Дембеле во 66-та минута, откако одлично реагираше по асистенција на Мајкл Олисе и го постигне својот прв гол на светските првенства. До крајот, Франција сигурно ја контролираше играта и заслужено стигна до нов триумф. Во последното коло французите ќе играат против Норвешка, во директна пресметка за првото место во групата, додека Ирак ќе ги бара бројите бодови од дуелот со Сенегал. Норвешка обезбеди пласман во нокаут фазата на светското првенство. Во драматичен надпревар го совлада Сенегал со 3-2 во второто коло од групата И. Со оваа победа норвежаните стигнаат до максимални 6 бодови и се израмнија со Франција на врвот на табелата. Викинзите беа подобар противник. Во поголемиот дел од средбата и победа пред крајот на првото полувреме преку Маркус Педерсен. Само неколку минути по паузата, Ерлинг Халанд го зголеми водството на 2-0. Одлична асистенција од Мартин Одегард. Сенегал брзо возврати преку Исмаил Асар, кој намали на 2-1, но Халанд повторно стапи на сцена. Напаѓачот на Норвешка во 58-та минута го постигна својот втор гол на надпреварот за водство 3-1 и уште еднаш ја потврди својата голгетерска форма. Во финишот, Сенегал не се предаде. Исмаил Асар со својот втор погодок во судиското продолжение внесе неизвестност, а во последните секунди имаше шанси да израмне, но неговиот удар со глава заврши над голот. Норвешка на крај заслужено славеше го завери местото во следната рунда. Во последното коло следува директна пресметка со Франција за првото место во групата, додека Сенегал ќе бара победа против Ирак и мала надеж за пласман понатаму. Алжир ги освои првите бодови на светското првенство, откако со пресврт славеше над Јордан со 2-1 во надпреварот второто коло во групата Ја. Јорданците приреде изненадување во првото полувреме и победаа во 36-та минута преку Низар Раждан. Покрај поголемиот посед на топката и повеќето шанси на Алжир, дебитантот на мундијалот на полза замена со минимална предност. Во продолжението Алжир целосно ја презеде контролата врз играта и заслужено стигна до пресврт. Ахмед Бенбулај во 69-та минута изравни со удар со глава по корнерот на Ријад Марес, а победата беше обезбедена 10 минути пред крајот. Амине Гуир најдобро ја се снајде во 16-сетникот и ја затресе мрежата за конечни 2-1. По кратка вар проверка погодокот беше признат. Со оваа победа Алжир останува во трката за пласман во следната фаза, додека Јордан по 2 одиграни кола се уште е без освоен бод. Вчера во јавноста издаде уште еден интересен факт поврзан со надпреврат меѓу Еквадор и Курасао, кој заврши без голови, но влезе во историјата на светските првенства. Според статистичките податоци, овој Дудо поставил нов рекорд по бројот на удари во рамките на голот на надпревар во кој завршил 0-0. Еквадор и Курасао заедно упатија дури 18 удари во рамките на голот.
од кои 15 беа на сметка на Еквадор, 3 на Курасао. Со тоа беше надминат претходниот рекорд стар речиси 50 години, поставен на надпреварот меѓу Холандија и Перу од 1978 година, кога беа забележени 14 удари во рамките на голот. И покрај големиот број шанси голманите беа на висина на задачата, а особено се истакна чуварот на мрежата на Курасао, Елој Рум, кој со низа одлични интервенции го зачува својот гол и му донесе историски бод на својот тим. Иран освои голем бод против Белгија на светското првенство, а најзаслужен за тоа беше голманот Алиреза Бейранванд, кој со 7 одбрани беше прогласен за играч на надпреварот. За неговиот успех се крие неверојатна животна приказна. Бейранванд потекнува од сиромашно номадско семејство во Иран и како тинејџер избегал од дома за да го оствари сонот за да стане фудбалер. Без пари и без покрив над глава, со месеци спиел на улици во близина на фудбалските терени, надевајќи се на можност што би можел да му го промени животот. За да преживее, ги работел најтешките работи. Чистел улици, перел автомобили, работел во фабрика за облека и подготвувал тесто во пицерија. Неговата професионална кариера започна во Нафт Техеран, а подоцна се прослави со Персеполис, со кој освои повеќе шампионски титули. Светската сцена ја освои на Мондијалот во 2018 година, кога му одбрани пенал на Кристијано Роналдо. Денес, Бейранванд е собственик на 2 Гинесови рекорди, меѓу кои за најдолго исфрлање на топка со рака, како и за најдолг удар од рака во фудбалот. Со одличната паратија против Белгија уште неш потврди дека е еден од најдобрите голмани во Азија и дека најголемите спортски приказни често започнуваат далеко од рефлекторите. Светското првенство продолжува и денеска со 4 интересни надпревари од групите К и Л. Програмата ја отворат Португалија и Узбекистан со дуел што започнува во 19 часот по македонско време, додека 3 часа подоцна од 22 часот силите ќе ги одмерат Англија и Гана. Во ноќниот термин од 1 часот по полноќ на програмата е пресметката меѓу Панама и Хрватска, а денешниот распоред ќе го заокружат Колумбија и Демократска република Конго во надпревар што започнува во 4 часот наутро по македонско време. Тоа беше се од денешното издание на Мундијалски вести. Ви благодарам за вниманието и читајте и слушајте Слободен печат.